Прилепчанката Јасмина Стојковска има 46 години. 10 години работен стаж, а полни 13 се бори со животот и судбината, во која светлина влеваат само внукот и двете ќерки. Боледува од акромегалија. По операцијата на која ја отстранет тумор на хипофизата, таа мора да оди на редовни контроли, да внимава на своето здравје, да конзумира витаминска храна, да не се изложува на стрес. Но секој нејзин ден е препон со грижи, неизвестно за иднината. Морав да ја затворам фирмата и останав така, покушував да, може би 10 години и повеќе стаж, или повеќе немам работа. Тешко. Кога и се јавиле од агенцијата за вработување, известувајќи ја дека има можност за работа во американската фирма Гентерм, која што отвора погон во Прилеп, била пресреќна. Веднаш ја прифатила можноста да замине на 3-месечна обука во Украина. Ги затворила очите пред лошите услови за работа и живот и храбро со верба и надеж за подобра иднина работела без да отсуствува ниту еден ден од работа. А немавме право да изостануваме, немавме право да се разболуваме, имаше некој доктор, не знам кој доктор, тој апче че дај, појди кај докторо, едно апче и се ќе ти биде по пола сат во ред на линија од 10.150 платан, беа исплаќани, имаш уште плюс 200 евра за одвоен живот, ти е многу покасно. Кога тргнавме, ни беше речено испод 200-300 евра в джеб да не носиме. Имаше луѓе што зедоја кредити за тие пари, имаше што вадеа хитно само пасоши, да ги земат пасошите требаше Скопје да појдат, 100 евра да платат. Но кога се вратиле во Прилеп по само една недела работа, им биле врачени отказни решенија. Крајот на мај не повикаа повторно сите и ние сите мислевме дека тоа е веќе готово, конечно, не за 3, за 6 месеци не викат на работа. Тој повик беше за повторно одење во Украина. Работниците, украинци на Украина им требало работници и да се оди таму со тоа што ќе се гарантира и ќе бидат вработени 4 месеци. Јасмина се чувствува разочарано. Гневна е и на институциите и на државата, бидејќи смета дека повиците за работа биле исклучиво за Украина, а не за фабриката во Прилеп. За да се случи ова вака, некој треба да го дозволи. Затоа што, пак ќе речам, не сум само јас, тоа е маса на народ. А што со вас? Колку плата земавте во тој период? Во тој период земавме 10.150 плата, беа исплаќани, имаш уште плюс 200 евра за одвоен живот, ти е многу покасно. Јасмина, незадоволна од политиките на ВМРО ДПМН, бара исписница од партијата. Побарав исписница, затоа што во моето семејство нема никој сигурно вработен. Јас си ја превзедов обрската што јас треба да си ја сработам, значи ако треба јас тоа е да си ги одгледам своите деца, децата што сум ги створила. И то на ваков или на таков начин морав да го сторам. Ама државата па мене ми е мајка и таа треба многу фазла да стори како мајка за мене. Така јас тоа го рачунам. Во случајов, јас пола сум србинка и дури размислувам да си извам двојно државјанство и не знам дали воопшто да останам и во ова како сите што бега, изгледа и јас треба да побегнам. Не знам, или некој па заштита, стварно, до толку ми е дојдено да барам заштита азил. Азил и реков, че се прогласам азилант во својата држава. Сега јас на 46 години некој да ме држи во едноставно заложидништво на мислата. А трпите притисоци, ви се јавуваат, ви вршат притисок да не ја кажувате вистина? А како да го рачунаш, еве, например, ова дека пример, тие што излегле да штрајкуват, нема да бида во Гентер. Тоа не е притисок? Јасмина тврди дека веќе не може да ги поднесе неправдите кои што лично и се нанесени и не верува дека со оваа власт може да има подобра иднина за граѓаните.